Почнуваме со шестата лекција, таа е на страна 33. Ќе го споделам екранот. И се вика како, Кристина? Така, meine Lieblingsveranstaltung. Ќе го запишеме како наслов. Lektion 6. Meine Lieblingsveranstaltung. На македонски, лекција 6. Мојата омилена приредба. Марија, was siehst du auf dem Bild? Auf dem Bild, ich sehe eine Frau in einem Kostüm. Vielleicht sie macht Akrobatik oder sie arbeitet vielleicht in ein Zirkus. In einem Zirkus. In einem Zirkus. Ja gut, das ist alles. Wir werden das Bildlexikon sehen und diese Wörter, die im Bildlexikon stehen, mit dem Thema Veranstaltung verbinden. Ќе ги напишам под цртичка. Сакав само ова да го напишам. Liebling. Македонски значи умилен. Под цртичка die Veranstaltung. Во еднина. Die Veranstaltungen. Во множина. Приредба. Приредби. Правиме табела, ќе ги внесуваме именките според родот, заедно со нивната форма во множина. 4 ми треба само. Можеме да ги погледнеме именките. Ајде првата, прочитај, Кристина. Eintritt. Со родот. Има и сина точка до низа, што значи дека именката е машки род. Der Eintritt. Ja? Der Eintritt. И според сликата можеме да видиме, значи влез. Множината од оваа именка е die
Eintritte. Следната, Марија. Die Eintrittskarte. Така, die Eintrittskarte. Тоа ќе биде влезница. А во множина формата ќе биде die Eintrittskarten. Следната, Кристина. Die Ermässigung. Ja. На македонски ќе значи попуст или намалување. А во множина ќе добие формата die Ermässigungen. Следната именка, Марија. Der Künstler. Der Künstler. На македонски ќе значи уметник. Формата во множина ќе остане иста, само пред себе ќе има определен член die. Die Künstler, уметници. Следната, Кристина. Der Star, да. Der Star. Звезда. А множината die Stars. Следната именка, Марија. Сега ќе го тргнемо во другата страна. Die Bühne. Ja, die Bühne. Die Bühne. На македонски бина или сцена. А во множина die Bühnen. Следната именка Veranstaltung, веќе ја запишавме. Таа до нејзе ќе биде како Кристина? Die Kunst. Die Kunst на македонски значи уметник. Уметност. На уметникот мислев уметност. Во множина оваа именка ќе добие формата die Künste. Сега ќе одиме на следната страна. Да. Првата именка, Марија, од втората страна. Der Vortrag, да. Der Vortrag. На македонски предавање. Во множина die Vorträge. Ајде следната, Кристина. Die Diskussionsrunde.
на македонски дискусија. Во множина ди дискусионсруnden. Ајде следната, Марија. Das Kostüm. Костим. Во множина ди костюме. Обратно костюме. Овде, Добро, следната. Кристина? Das Fest. На македонски свеченост. Во множина ди фест. Следната, Марија. Das Konzert. Јасно е на македонски концерт, а во множина ди концерт. Ајде следната. Не се гледа ни вака. Кристина, само да тргам. Die Ausstellung. Тука треба да е. Die Ausstellung. На македонски изложба. Во множина die Ausstellungen. Предпоследната именка. Марија? Das Festival. Тоа е исто јасно, фестивал. Во множина ди фестивала. И последната. Кристина? Das Theaterstück. На македонски театарска представа. Во множина ди Theaterstück. Сега ќе водиме на втората вежба, која што вели Sehen Sie das Foto an und hören Sie. Was für ein Fest ist das? Was meinen Sie? Имаме три вида. Тоа се ein Theaterfestival, вториот е ein Karnevalsfestival и третиот ein Mittelalterfestival. Откако ќе ги слушнеме и ќе кажеме за кое се работи, ќе се подсетиме на образувањето на сложените именки во германскиот јазик. Сега ќе го пуштам да го слушнеме.
Christina, was meinst du? Was für ein Fest ist das? Ich denke, das ist ein Mittelalterfest. Gut, ein Mittelalterfest. И сега се враќам кај нив, да ги објасниме како сложени именки. Првата. Das Theaterfestival. Сега можеме вака. Das Theaterfestival е сложена именка која што е составена од именките Das Theater плюс Das Festival. Во германскиот јазик правилото вели, после од како ги напишеме именките, ќе го запишам уште еднаш, дека сложените именки го добиваат родот од последната именка со сопствено значење, во случајот тоа е именката Das Festival. Затоа именката е Das Theaterfestival. Следната именка е Das Karnevalsfest. Која што е составена од именката Der Karneval плюс Fuga S плюс Das Fest. Исто. И последната именка со собствено значење е Das Fest. Заради тоа целата именка го добива определениот член Das. И последната е Mittelalterfest. Тоа е составено, го запишам Das Mittelalterfest е составено од именките Das Mittelalter плюс Das Fest. Исто родот на оваа именка е последната именка која што има собствено значење, односно Das Fest. Инаку во заграда ќе запишам кај Mittelalter. Mittelalter значи среден век. Под него правилото за уште еднаш. Кај сложените именки во германскиот јазик родот го определува последната именка со собствено значење. Und jetzt gehen wir weiter mit der nächsten Übung. Übung Nummer 3. Diese Übung heißt Tolle Events in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Überfliegen Sie die Leserbeiträge, zu welcher Veranstaltung passt das Foto auf Seite 33. Прелетајте ги прилозите за читање од читатели, за која представа одговара сликата на страна 33. Ние нема да ги прелетаме, тука ќе ги прочитаме убаво, па потоа ќе ги одговориме и овие прашања кои што ни се дадени во вежбата под Б. Текстовите се со едно име кое што се вика Tolle Events in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Leserinnen und Leser stellen ihre Lieblingsveranstaltung im Sommer vor.
Leserinnen und Leser. Der Leser, читател, заграда намерно, читател, плюс ин, добиваме die Leserin, што на македонски ќе значи читателка. Lieblingsveranstaltungen im Sommer vor. Тука го имаме и глаголот vorstellen, кој што е делив глагол. Кој што значи представува. Се дели помеѓу vor и stellen. Како ќе го менуваме, Марија, овој глагол во еднина? Ich stelle vor, du stellst vor, sie es stellt vor. Толку ти во еднина само. Danke. Sie es stellt vor. И Кристина во множина. Wir stellen vor. Ihr stellt vor. Sie stellen vor. Ja. Die erste Veranstaltung heißt Open Air Frauenfeld. Maria, bitte lies den ersten Text. Open Air Frauenfeld. Vom 8 bis zum 10. Juli bin ich auf dem Open Air Frauenfeld. Das ist das größte Hip-Hop-Fest in Europa. Europa. Es findet seit 1985 jedes Jahr im Sommer statt. Ich bin schon 3-mal dort gewesen und habe viel tolle Konzerte erlebt. Mit deutschsprachigen Künstler wie Jan Delay, Ultra Candele oder die fantastische Vier, aber auch mit internationalen Stars wie Eminem, Ice Cube und 50 Cent. Letztes Jahr waren 150.000 Leute da. Mal sehen, wie viel es dieses Jahr werden. Ja. Тука има две работи, нешто на кои што сакам да се подсетиме пред да продолжиме понатаму, а тоа е, првата работа е начини на читање на датумите. Првиот начин е кога поставуваме прашање. Welcher Tag ist heute? Gestern war ќе биде morgen. Че кога го поставуваме ова прашање,
кој ден е или беше, преведува се на македонски, кој ден е или беше денес, вчера, утре, тогаш кај редните броеви од први, не ми треба сега вака, од први до 19, наставката е Т, а кај редните броеви од 20 па нагоре, вака ќе ги ставам, наставката е сте. Односно, ако денеска е 4.2, тоа ќе го кажам, heute ist der 4. Февруар. Исто така, февруар може да се замени и со реден број, кој што ќе биде напишан со голема почетна буква, односно не е фијата, туку е цвајта. Значи, кај прашањата кои што го содржат прашањето велхер так, мораме, освен што ќе ги користиме овие наставки, да користиме и зборче деа. Или во продолжение како правило ќе запишам дека, само можам и тука да го запишам, деа се користи со од 1 до 19 со те, а од 20 па нагоре со сте. Например, ако датумот е 24.5, реченицата ќе биде heute ist der 24. Mai или 24.5. Еве го деа, а еве и наставката. Тука е сте, бидејќи бројот е поголем од 20, а кај 5 наставката е те, затоа што бројот е помал од 20, односно е помеѓу 1 и 19. Исто и горе, фијата, наставката е те, и цвајта, наставката е исто те. Добро. И исто така многу важно е дека броевите први и трети се разликуваат од броевите 1 и 3, па така бројот 1 ќе биде, односно први ќе биде der erste, а трети ќе биде der dritte. Кога станува збор за второто прашање, тоа треба да гласи wann bist du geboren или wann hast du Geburtstag. На македонски, кога си роден, односно кога имаш роден ден, тогаш го користиме зборчето am, а со тоа и начинот на кажување на овие редни броеви кои што ги кажавме горе, се зголемува за една наставка, односно тоа е наставката N во двата случаи. Па од 1 до 19 наставката ќе биде ten, а од 20 по нагоре наставката ќе биде стен. Ќе го предпоставиме со истите датуми.
каде што ако имаме роден ден на 4.2, ќе кажеме дека сме родени, еве првата реченица нека биде со првото прашање. Ich bin am 4. Februar oder 4.2. geboren. Am потоа 4. наставка ten и кај zweiten исто наставка ten. Во вториот случај 24.5. тогаш ќе биде со второто прашање wann hast du Geburtstag? Ich habe am 24. Mai или 5. Geburtstag. Повторно, еве го am. Бидејќи број 24 е поголем од 20, наставката е стен. Кај 5 имаме наставка ten, бидејќи станува збор за помал број од 20. Втората точка, второто подсетување е начин на читање на годините и броевите. Прво, броеви. Броевите во германскиот јазик се разложуваат на единици, стотки, на илјадарки, стотки, единици и десетки. Например, бројот 1984 ќе го разложиме на следниот начин. Илјада плюс 900 плюс 4 и 80. Или на германски, тоа ќе биде 1000 984. Додека пак ако станува збор за година, ќе земеме истата година, за пример, 1984. Во тој случај, годината ќе ја поделиме на два дела. Односно, 19 стотки плюс 4 и 80. Сврзникот и се користи само помеѓу единици и десетки. На германски тоа ќе биде 1984. Правилото за делење на годините на два дела престанува да важи во 2000-та година, кога и годините
се читаат како броеви. Или, со сликовит пример, 2026 ќе ја разложиме на 2000 плюс 6 и 20, односно на германски тоа ќе биде 2026. И ова ќе означува кај 2026 ќе запишам цал, односно јар е исто што и цал. Односно јар е година, а цал е број. Исто така во овој текст сакам да го споменеме и глаголот stattfinden. Es findet seit 1985 jedes Jahr im Sommer statt. Глаголот е stattfinden, значи се одржува. И исто така е делив глагол, кој што ќе го менуваме на следниот начин. Ich finde statt, du findest statt, sie, es findet statt. И во множина, wir finden statt, ihr findet statt, и sie finden statt. И може би и придавката Deutschsprachig, што значи германско јазични. Deutschsprachig како адјектив, придавка, што значи германско јазичен. Сега можеме да продолжиме со Б, Кристина, Бета. Nächste Woche fahre ich nach Kiel. Von morgen an findet dort die berühmte Kieler Woche statt. Das ist eines der größten Segelsportevents weltweit. Aber neben dem Segeln steht auch die Musik und Mittelpunkt mit 300 Konzerten auf 16 Bühnen. Die Veranstaltung dauert 10 Tage. Am vorletzten Tag ist immer die berühmte Windianer-Parade. Da sind mehr als 100 große Segelschiffe und ganz viele kleinere Yachten auf dem Meer. Das möchte ich schon seit Jahren mal sehen. Richtig, ja, danke. Тука е да разгледаме неколку непознати зборови. Така. Nächste Woche fahre ich nach Kiel. Kieler Woche е текстот. Следната недела патувам во Кил. Von morgen an findet dort die berühmte Kieler Woche statt. Од наутро ќе започне да се одржува таму познатата недела во Кил. Das ist eines der größten Segelsport-Events weltweit.
сме го кажале глаголот зегел, меѓутоа ќе го повториме уште еднаш. Глаголот зегел значи едри или плови. И имаме и придавка weltweit, што значи светски. Aber neben dem Segeln steht auch die Musik im Mittelpunkt, но покрај дрењето и музиката стои во центарот. Der Mittelpunkt е центар. Mit 300 Konzerten und 16 Bühnen, so 300 Konzerte и 16 Szene. Die Veranstaltung dauert 10 Tage. Представата трае 10 дена. Глаголот dauern значи трае. Am vorletzten Tag, на предпоследниот ден, ist immer die berühmte Windjammer-Parade. На предпоследниот ден е секогаш познатата парада на ветерот. Da sind mehr als 100 große Segelschiffe und ganz viele kleinere Yachten auf dem Meer. Таму има повеќе од стотина големи бродови за едрење и многу помали јахти на морето, das möchte ich schon seit Jahren mal sehen. Сакам со години тоа да го видам. Следното, Мари, Ars Electronica. Ars Electronica. Die Ars Electronica ist das weltweit wichtige Festival für digitale Kunst. Sie finden seit 1979 jedes Jahr in Linz statt. Dieses Jahr vom 31. August bis zum 6. September. Es gibt viel Ausstellungen, Konzert, Performance, Vorträge und Diskussionrunde. Ich gehe seit 10 Jahren fast jedes Jahr hin. Mich fasziniert die Verbindung von Wissenschaft, Technik, Musik, Video, Computer, Animation und so weiter. Expert und interessiert aus der ganzen Welt stellen hier Zukunftsfragen und diskutieren Zukunftsprobleme. Das finde ich sehr spannend. Danke. Die Ars Electronica ist das weltweit wichtigste Festival für digitale Kunst. Ars Electronica е светски најважниот фестивал за дигитална уметност. Sie findet seit 1979 jedes Jahr in Linz statt. Тој се одржува секоја година во Линц од 1979. Dieses Jahr vom 31. August
bis zum 6. September. Оваа година од 31. август до 6. септември es gibt viele Ausstellungen, Konzerte, Performances, Vorträge und Diskussionsrunden. Има многу изложби, концерти, перформанси, како беа говори, предавања и дискусии. Ich gehe seit 10 Jahren fast jedes Jahr hin. Јас одам скоро секоја година, веќе 10 години таму. Mich fasziniert die Verbindung von Wissenschaft, Technik, Musik, Video, Computeranimation und so weiter. Тука ќе ги запишам именките. Die Verbindung, врска. Во еднина. Die Verbindungen, врски. Потоа Wissenschaft, die Wissenschaft, die Wissenschaft, во множина, die Wissenschaften, наука, науки, исто така и ова und so weiter, во еднина ќе го сретнете и како кратенка. Und so weiter е исто што и у, с, w и точка, односно на македонски. Тоа е и така натаму. Odnosno itn. Experten und Interessierte aus der ganzen Welt stellen hier Zukunftsfragen und diskutieren Zukunftsprobleme. Експерти и заинтересирани, die Interessierte од целиот свет поставуваат тука прашања за иднината, die Zukunft е иднина, и дискутираат за проблемите во иднината. Das finde ich sehr spannend, придавката spannend, значи возбудлив. И последниот. Landshuter Hochzeit. Bitte, Christina. Ich liebe historische Feste mit Musik, Tanz und Originalkostümen. Besonders schön ist die Landshuter Hochzeit. In Landshut hat die Königstochter Hedwig 1475 den bayernischen Herzog Georg geheiratet. Die Hochzeitsfeier hat 6 Tage lang gedauert und war eine der größten und schönsten im ganzen Mittelalter.
alle 4 Jahre spielen die Landshüter sie mit 2000 Darstellern nach. Zum letzten Mal habe ich die погрешно ме го Landshüter или? Landshut, да. Die Landshüter Hochzeit als Jugendlicher gesehen. Das ist Nun, schon über 30 Jahre her. danke. Ich liebe historische Feste mit Musik, Tanz und Originalkostümen. Јас сакам историски манифестации, фестивали со музика, танц и оригинални костими. Besonders schön ist die Landshuter Hochzeit. Особено убава е венчавката во Landshut. Свадба или венчавка е именката die Hochzeit. In Landshut hat die polnische Königstochter Hedwig 1475 den bayerischen Herzog Georg geheiratet. Во Landshut во 1475 ќерката на полскиот крал Хедвиг се ожени со Херцог Georg, so bayerskиот Herzog Georg. Die Hochzeitsfeier hat 6 Tage lang gedauert und war eine der größten und schönsten im ganzen Mittelalter. Забавата за свадбата траеше 6 дена, па тука кај Dauern можам да напишам gedauert со haben, дека гради перфект, и беше една од најголемите и најубавите во целиот среден век. Alle 4 Jahre spielen die Landshuter sie mit 2000 Darstellern nach. Глаголот nach spielen значи емитира. Имитира. Исто така и овој глагол е делив глагол и се дели помеѓу nach и spielen. Значи, сите 4 години жителите на Landshut ја емитираат нејзе, зи се однесува на die Hochzeit, со 2000 глумци. Der Darsteller е глумец. Zum letzten Mal habe ich die Landshuter Hochzeit als Jugendlicher gesehen. За последен пат ја гледав венчавката во Landshut како младинец. Das ist nun schon über 30 Jahre her. Од тогаш се поминати повеќе од 30 години. Сега ќе се вратиме на вежбата под Б, каде што треба да ги дополниме одговорите на прашањата. Ќе го пишувам и тоа. Само ќе го подалам екранот. Ајде да ја додадам табелата. Требаат 3 и ми требаат 4 и 1
Првото прашање е was für eine Veranstaltung ist das? Второто прашање е was kann man auf der Veranstaltung? Was kann man auf der Veranstaltung erleben, sehen, machen? И третото прашање, war die Leserin oder der Leser schon dort? Okay, Moment. A, B, C и Д. Ајде сега да ги одговориме прашањата. Првото за првото веќе ни е дадено. Was für, тоа сакав глаголот erleben да го напишам, дека значи доживува. Erleben, доживува. Првиот фестивал ни е даден и се вика Hip-Hop Fest. Was kann, Maria, was kann man auf der Veranstaltung erleben, sehen oder machen? Auf dem Veranstaltung Kann man viel toll Konzerte erleben. Da, viele tolle Konzerte. Gut. Und war der Leser schon dort? Jasper? Da. Der Leser war schon dreimal Dort. dort. Ќе напишам ја и во заграда ќе запишам dreimal. Добре. Б. Ајде, Кристина. Првото прашање е was für eine Veranstaltung ist das? Б. За каква представа станува збор? Така, Segelsport-Event. Was kann man auf der Veranstaltung machen? Man kann viele Konzerte sehen auf 16 Bühnen. Man kann auch Windjammerparade sehen.
viele Yachten und auf dem Meer sehen. So, gut. War die Leserin schon dort? Ja, die Leserin, Mm, nein, die Leserin waren nächste Woche. Ja, das heißt, dass sie noch nicht dort war. Danke. Следното за Ars Electronica, Maria. Was für eine Veranstaltung ist das? Das, das ist weltweitiger wichtiges Festival für digitale Kunst. Die Festival für digitale Kunst. Was kann man auf der Veranstaltung erleben, sehen oder machen? Er kann viel Performance, Konzert, Ausstellung, Sie Diskussion, Runden, Ausstellungen, Konzerte, Performances, Vorträge und Diskussionsrunden sehen. Und war die Leserin schon dort? ja, die Leserin war die Leserin gehen seit 10 Jahren äh, zu diesem Festival. Да. Я 10 10 пъти. И последното, Christina, was für eine Veranstaltung ist das? Das ist ein historisches Fest. Повече би рекла Landshut Hochzeit. Hochzeit? Was kann man auf der Veranstaltung erleben, sehen oder machen? Man kann viele Mittelalterkostüme sehen Ja, Mittelalterkostüme. und 2000 Darsteller. 2000 Darsteller. Und war der Leser, Maschko, war der Leser schon dort? nein, der Leser war Во последната реченица стои Das ist, да, пред 30 години. Das ist nun schon über 30 Jahre her. Das heißt, dass er dort war. Ja, ik je запишем заграда vor 30 Jahre. Danke. Maria, welche Veranstaltung würdest du interessieren? ich habe interessant für die Open Air Festival. Warum?
Ich habe kein Interessant für die andere Festivale. Danke. Christina, und du? Welche Veranstaltung würdest du besuchen? Ich würde die Hochzeitfestival sehen, weil ich hier gibt es viel Traditionen zu lernen. Andere Kulturen, andere Traditionen kennenlernen. Ja, das ist auch schön. Danke. Gehen wir weiter. Das möchte ich schon seit Jahren mal sehen. Und hier haben wir ein bisschen Grammatik. Und das heißt, dass wir mit verschiedenen Wörtern kennenlernen. Имаме 4 зборчиња со кои што изразуваме некаква временска определба. Во германскиот јазик, временски определби, ќе ги запишам, затоа што сакам да ги објаснам сите, па потоа да видиме, ќе направиме неколку вежби за нив. Тоа на германски се викаат темпорале, темпорале препозиционен, односно временски предлози. Ги има 4. Првиот е фон бис. Фон бис, кое што на македонски ќе значи од до. И ќе одговара со кој од овие 4 примери кои што се дадени. Марија? Извинете, за кучи ми може ли да повторите? Да, може. Со кој од овие 4 примери кои што е даден, ќе одговара фон бис. Von achte. Да, von achten bis zum 10. јули. Значи, прашањето на кое што одговараме со фон и бис гласи wie lange, односно колку долго. И како што можеме да забележиме и од временската оска која што е ставена, а и од самиот превод, значи дека станува збор за едно определено дејство кое што се случило во определено време. Следниот предлог ни се предлозите фон ан, што на македонски ќе значи од, фон е од, до. Кој пример ќе одговара Кристина на овој предлог? Ab wann, да? Прашањето ќе биде ab wann, од кога? И не е толку од до, туку се мисли, ќе го објаснам на македонски. Ab wann, од кога? И се однесува, да ќе напишам пак на македонски, се однесува
на дејство кое што треба допрва да се случи. Гледаме и од временската рамка. Jetzt е сега, во моментов зборуваме, а begin е почетокот. Значи, од сега до почетокот има некое време кое што треба да помине. И, значи, ако кажам ab morgen an, тоа значи дека почнувам од утре па натаму. Ab morgen an. Или vom 1. Januar an. Од 1. јануари. Значи, ова до и поише, до толку повеќе можам да го ставам и во заграда, бидејќи во преводот не го користиме. Под 3, über, што значи над. Кој пример ќе одговара Марија? Ich denke, wie lange? Така е, wie lange? Колку долго? Пак, како предходно, wie lange? Колку долго, меѓутоа од предходно до ова има разлика. Сега ќе напишем и каде. Колку долго? Која е разликата? Тоа е разлика која што е ограничен временски период. И ова über, како што гледаме и долу, ја тука ќе го напишам, е исто што и länger, односно подолго, или mehr als. Mehr als е повеќе од. Истото значење како и über. Mehr als повеќе од. И 4 е seit, што значи од и најчесто се врзува со година. Од плюс година. На кое прашање одговараме со seit, Кристина? Seit wann? Од кога? И како што е дадено во временската оска, имаме Vergangenheit и Jetzt. Значи, станува збор за дејство кое што почнало во минатото. Дејство кое што почнало во минатото. И можеби се уште трае. Ова вака без многу примери е сувопарно, меѓутоа откако ќе завршиме лекцијата во учебникот, ќе продолжиме во работната тетрадка, каде што ќе се сконцентрираме и на овие предлози. Следно имаме петата вежба, која што се вика окей, das machen wir. Добро, тоа ќе го направиме ние. Zu welcher Veranstaltung aus 3 wollen Tim und Людмила? Hören Sie und ergänzen Sie. Значи ги имаме Тим и Людмила, треба да слушнеме на кој од овие 4 кои што ги прочитавте предходно сакаат да одат. Па потоа ќе направиме и вежбата под Б. Сега морам да престанам да го споделувам, за да можам да го споделам слушањето.
Прво слушаме за Тим. Hallo Anja, hier ist Tim. Welcher Tim? Na, Tim Rastmann. Genau. Na, wie geht's denn so? Ja, mir auch. Du, ich hab mal eine Frage. Möchtest du vielleicht mitkommen in die Schweiz? Ja, zum Open Air. Mal wieder richtig abfeiern. Was hältst du davon? Hast du Lust? Eintrittskarte? Brauchst du keine. Ich hab hier nämlich gleich 2. Silvi? Nee, Silvi kommt nicht mit. Silvi und ich, weißt du, da läuft nichts mehr. Schon seit ein paar Wochen. Also was ist? Hast du an dem Wochenende Zeit? Das ist vom 8. bis zum 10. Juli. Oh ja, das ist eine gute Idee. Du schläfst hier. Dann können wir am Morgen ganz früh losfahren. Okay, das machen wir. Ja, super. Bis dann. Ja. Christina, zu welcher Veranstaltung will Tim? Много кочи. Много кочи. Айде, Мария, zu welcher Veranstaltung will Tim? Tim will zu Open Air Verstandung gehen. Danke. Und jetzt Ludmila. Ludmila? 2. Hallo? Britta? Hier ist Ludmilla. Du hast gerade keine Zeit? Du, ich habe nur eine ganz kurze Frage. Anfang Dezember fahre ich für ein paar Tage nach Linz. Ja, genau. Ja, da möchte ich auf jeden Fall wieder hin. Du hast doch mal gesagt, das würde dich auch interessieren. Dann lass uns doch zusammenfahren. Nein, es ist gar nicht so teuer. Wohnen können wir bei meiner Freundin Laura. Eintrittspreise? Auch kein Problem. Als Studentin bekommst du Ermäßigung. Ich glaube, für die Tageskarte zahlst du nur 33 statt 45 Euro. Wann genau? Tja, wie wäre es denn mit dem 1. bis 4. September? Vom 2. bis zum 5.? Ja, okay. Das passt auch. Gut. Dann telefonieren wir heute Abend nochmal. Gut, dann. Tschüss. Christina, zu welcher
Veranstaltung will Ludmila. Исклучи се, Кристина, гледа интернет нема. Добро, Марија? Zu welcher Veranstaltung will Ludmila? Им Линз Да, како се викаше? Тоа се викаше Ars Electronica. Sie will gehen zu Ars Electronica. Ja, sie will zu Ars Electronica gehen. И сега да ги видиме и B, was ist richtig? Hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Имаме 6 реченици и треба да кажеме која од овие 6 реченици е точна. Ќе ги прочитаме, ајде првите 3, па ќе го слушнеме Тим, па вторите 3, па ќе слушнеме Людмила. Ајде, Марија, прочитај ги првите 3 реченици. Еве, Кристина се врати. Нема проблем. Прочитај ги, Марија, првите 3 реченици од Б. Tim und Anja brauchen noch 2 Eintrittskarten. 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 Silvi fährt nicht mit in die Schweiz. Anja kommt mit in die Schweiz. Ja. И сега го слушаме повторно, за да кажеме кој од овие реченици е точна. Aufgabe 5. 1. Hallo Anja, hier ist Tim. Welcher Tim? Na, Tim Rastmann. Genau. Na, wie geht's denn so? Ja, mir auch. Du, ich hab mal eine Frage. Möchtest du vielleicht mitkommen in die Schweiz? Ja, zum Open Air. Mal wieder richtig abfeiern. Was hältst du davon? Hast du Lust? Eintrittskarte? Brauchst du keine. Ich habe hier nämlich gleich 2. Silvi? Nee, Silvi kommt nicht mit. Silvi und ich, weißt du, da läuft nichts mehr. Schon seit ein paar Wochen. Also was ist? Hast du an dem Wochenende Zeit? Das ist vom 8. bis zum 10. Juli. Oh ja, das ist eine gute Idee. Du schläfst hier. Dann können wir am Morgen ganz früh losfahren. Okay, das machen wir. Ja, super. Bis dann. Ja. Сега пак ова. Ist Nummer 1 richtig oder falsch, Christina? Es ist falsch. Ja, Nummer 2, Maria, ist Nummer 2 richtig oder falsch? Nummer 2 ist richtig. Ja, Nummer 2 ist richtig. Und Nummer 3, Christina, ist Nummer 3 richtig oder falsch? Nummer 3 ist falsch.
Warum? Anja kommt mit in der Schweiz bei Tim. Und Sylvie war seine vorherige Freundin. Ja, Anja kommt mit in der Schweiz. Das ist richtig. Bitte lies die Sätze von 4 bis 6. Christina. Ludmila und Britta können bei Laura übernachten. Als Student muss man nur 45 Euro zahlen. Ludmila und Britta sprechen später noch einmal. Ja, wir hören jetzt den Text für Ludmila. Zwei. Hallo? Britta? Hier ist Ludmilla. Du hast gerade keine Zeit? Du, ich habe nur eine ganz kurze Frage. Anfang September fahre ich für ein paar Tage nach Linz. Ja, genau. Ja, da möchte ich auf jeden Fall wieder hin. Du hast doch mal gesagt, das würde dich auch interessieren. Ja? Du, dann lass uns doch zusammenfahren. Nein, das ist gar nicht so teuer. Wohnen können wir bei meiner Freundin Laura. Die Eintrittspreise? Auch kein Problem. Als Studentin bekommst du Ermäßigung. Ich glaube, für die Tageskarte zahlst du nur 33 statt 45 Euro. Wann genau? Tja, wie wäre es denn mit dem 1. bis 4. September? Vom 2. bis zum 5.? Ja, okay. Das passt auch. Gut. Dann telefonieren wir heute Abend nochmal. Gut, dann. Tschüss. Maria ist Nummer 4 richtig oder falsch? Nummer 4 ist richtig. Ja, Nummer 4 ist richtig. Christina ist Nummer 5 richtig? Nein, es ist falsch. Es ist falsch. Wie viel zahlt man als Student? Wie viel muss man als Student zahlen? Кристина. Що каже, а колко треба да се плати? Мария, дали слушна? Ich denke nur 3,30 Euro. Nein, 33 Euro. Und Nummer 6, Maria, ist Nummer 6 richtig oder falsch? Nummer 6 ist richtig. Ja, Nummer 6 ist richtig. Die vorletzte Übung aus dieser Lektion heißt, möchtest du vielleicht mitkommen? In dieser Übung sollen wir die Sätze zuordnen in 3 Kategorien. Die erste Kategorie heißt etwas vorschlagen oder sich verabreden. Die zweite, einen Vorschlag
ablehnen und die dritte zustimmen oder sich einigen. Ќе направиме оваа табела и ќе ги ставиме овие реченици, ќе ги распоредиме во соодветната колона. Имаме etwas vorschlagen, oder sich verabreden. Тука ќе ги пишувам преводите. Предложува нешто и се договара. Следното е einen Vorschlag ablehnen, односно одбива предлог. И последното zustimmen или sich einigen. На македонски потврдува, односно се договара. Ајде првата реченица. Кристина е иста како и насловот на вежбата, прочитаа слободно. Ja, möchtest du vielleicht mitkommen? In welcher Kategorie passt dieser Satz? Etwas vorschlagen, richtig? Möchtest du vielleicht mitkommen? Сакаш ли може би да дојдеш со мене? Следната реченица, Марија? Was hältst du davon? Ова ќе биде во etwas vorschlagen. Што мислиш за тоа? Ќе биде преводот, ќе го запишам. Was hältst du davon? Што мислиш за тоа? Следната, Кристина. Добро. Etwas vorschlagen. Што ми се случи? Wollen wir noch einen Treffpunkt ausmachen? Сакаме, буквално сега, сакаме ли ние да договориме место за средба? Следното, Марија. Hast du am Zeit etwas vorschlagen? Да, hast du am Zeit? Имаш ли тогаш и тогаш време? Тука може со ам, што поврзувавме со ам, денови од неделата и делови од денот. Значи може, јас сега ќе додадам, например, am Freitag oder am Nachmittag Zeit. Следното, Кристина. Ja, gut, dann treffen wir uns um 10
Das ist zustimmen oder sich einigen. Ja? Ja, gut. Dann treffen wir uns um 10 Uhr am Freitag. So, und секогаш ги поврзуваме часовите, односно времето. Марија, следното. Okay, das machen wir. Zustimmen. Така е, окей, das machen wir. Следната, Кристина. Lass uns doch. Тој ќе биде оставине. Einen Vorschlag ablehnen. Така е. Lass uns doch. Оставине. Следната реченица, Марија. Wie war es mit? Wie wäre es mit? Etwas vorschlagen. Ja, etwas vorschlagen. Wie wäre es mit? Како би било со? Ќе биде преводот? Како би било со? Ајде следната, Кристина. Ja, okay, das passt auch. Etwas vorschlagen. Не, да, окей. Тоа одговара. Исто така. Тоа ќе биде во zustimmen. Das passt auch. Ајде следната, Марија. Darf ich etwas vorschlagen? Добро. Смеам ли да предложам? Смеам ли да предложам нешто? Etwas vorschlagen. Да, darf ich etwas vorschlagen? На македонски смеам ли да предложам нешто? Ајде следната, Кристина. Geht es bei dir um? Etwas vorschlagen. Да. Geht es bei dir Следната, Марија. Sehr nett, aber da kann ich leider nicht einen Vorschlag ablehnen. Да. Sehr nett, aber da kann ich leider nicht. На македонски ќе биде многу љубезно. Но тогаш не можам, за жал. Следната, Кристина. Also ich weiß nicht. Das finde ich nicht so interessant. Einen Vorschlag ablehnen. Ja, also ich weiß nicht. Das finde ich nicht so interessant. Следното.
Марија? Aber gern Aber gern? zustimmen. Zustimmen. Aber gern. Следната Кристина. Das ist keine so gute Idee. Ich würde lieber Тоа ќе биде во? einen Vorschlag aufnehmen. Така. Das ist keine gute Idee. Ich würde lieber. Следната. Марија? Willst du zur mitkommen? Du hast doch gesagt, das würde dich interessieren. Etwas vorschlagen. Да. Willst du zum за машки среден род, zur за женски род, mitkommen? Du hast doch gesagt, das würde dich interessieren. Тоа ти кажа дека тоа би можело да те интересира. Ќе биде преводот на реченицата. И во седмата вежба, таа само ќе дадам како опција, пред да одиме да направиме некоја вежба во работната, дека можете, ако имате време и желба, да напишете кус текст за вашата омилена представа, вашиот омилен настан, при тоа да обрнете внимание на овие 6 прашања кои што се дадени и да ги користите овие реченици во Б кои што се дадени. Тоа е доколку сакате да и имате време да вежбате за да напишете текст. А сега одиме во работната тетрадка на страна 42. Прво да ја изработиме вежбата број 2. Was passt nicht, streichen Sie das falsche Wort durch. Што не одговара, шкртнете го погрешниот збор. Во првата низа не одговара зборот штар, а ги имаме зборовите Eintritt, Ermäßigung и Kinokarte. Was passt Christina in B nicht? Die Ausstellung. Ja, die Ausstellung passt nicht. Was passt Maria in C nicht? Künstler, Feuer. Ich denke Feuer. Фоја, да. Фоја е оган. Па не. Кунстлер, Фоја, Kunst и Ausstellung. Пак има изложба. Ausstellung. И D, was passt Christina in D nicht? Unterkunft, Vortrag, Diskussion, Veranstaltung. Unterkunft der Priester. Unterkunft, Vortrag, Diskussion и Veranstaltung одговараат, само Unterkunft не одговара, значи престој. 4. Was passt, ordnen Sie zu. Кој прашање одговара со кој одговор? Едно е поврзано, а тоа е прашањето. Ab wann? Не. Wie lange machst du Urlaub? Одговорот е vom 21. Mai bis zum 9. Juni. Второто прашање, Марија. Ab wann kommen
Zu Besuch. Zu Besuch. Кој одговор ќе одговара? Од кога доаѓаат твоите родители во посета? Vom 15. August an. Така е, од 15. август. Це. Кристина? Seit wann lernst du Deutsch? Seit einem Jahr. Да. Колку долго учиш германски? Веќе една или од пред една година. Марија? Dein erster Konzert Besuch? Wie lange ist das hier? Das her. Das hier. Über 8 Jahre. Wie lange ist da her? Hier? Über, Nein. da, über 8 Jahre. Da, richtig. Gut. Christina? Arbeitest du schon lange hier in der Firma? Nein, erst seit letztem Mai. Ja, richtig. Nein, erst seit letzten Mai. На следната страна, седмата вежба, вели вас ist richtig, kreuzen Sie an, каде што уште еднаш ги имаме овие предлози временски што ги кажавме, а потоа во осмата вежба се дадени истите овие предлози заедно со падеж, но откако ќе направиме вежбата, ќе ги дополниме и овие податоци. Под првото е веќе обележено и вели: Fährst du eigentlich dieses Jahr wieder nach Deutschland? Ja, in 4 Monaten fahre ich nach Düsseldorf. Und was machst du dort? Maria? Ich mache vor 2 Wochen einen Deutschkurs. Ja, richtig. Christina, weiter. Warst du da nicht schon am letzten Jahr? Не може да јам. Ам само со денови и со делови од денот. Warst du schon nicht schon im letzten Jahr? Не беше ли во последната година? Марија? Ja, das mache ich schon. Schon. Schon vor 3 Jahren jeden Sommer. Vor беше пред. А има еден зомак. Seit 3 Jahre jeden Sommer. Да, тоа го правам веќе 3 години секое лето. Следната реченица, Кристина. Es macht großen Spaß. Vormittags haben wir Deutsch Unterricht. Und nach dem Unterricht gibt es noch ein interessantes Freizeitprogramm mit vielen Ausflügen und Veranstaltungen. Danke, ja, nach. Klingt gut. Ja, ich kann dir mal einen Prospekt mitbringen. Und du, fährst du dieses Jahr auch nach Deutschland? Maria? Ja, vor der Prüfung, ich fahre nach Berlin. Toll, in Berlin war ich noch nie. Odgovorът Кристина. Ich war dort schon einmal, aber das ist schon Бев таму еднаш. Сум бил таму веќе еднаш.
über 10 Jahre her. Aber das ist schon über преку 10 години. Но поминале од тогаш преку 10 на 10 години. Осмата вежба, ordnen Sie zu Hilfe finden Sie in 7. Некои од овие временски предлози се користат со датив, а некои со акузатив. In е сместен кај датив, тоа сме го кажали и претходно. Каде ќе го сместиме für? Мислам кај датив. Für е секогаш со акузатив. Ќе го запишам тука. Може би подобро и тука горе, дека für се користи со акузатив. Über е тоа. Für плюс акузатив. Исто така и über плюс акузатив. Кои ни остануваат во датив? Во датив ни остануваат seit, nach и in. Бидејќи го работевме seit денес, ќе запишам дека seit го користиме со датив. И ајде да ја погледнеме и последната вежба за денес. Ergänzen Sie, при тоа да внимаваме на правилото кој предлог со кој падеж се користи. Wie lange wohnst du schon in der WG? Seit 3 Jahren. Зошто? Затоа што ако за ова seit бара датив, множината од именката das Jahr е die Jahre, ама во датив на именките се додава и наставка N, па затоа е тука seit 3 Jahren. Марија Б. Vor wie lange möchtest du in Europa bleiben? Vor ein Jahr. Да, ако беше датив, ќе беше einem Jahr, бидејќи именката ја е именка од среден род. С. Кристина. Wann beginnt dein Deutschkurs? In plus датив. In plus датив. Einem, ja richtig. In einem Monat. Danke. D. Марија. Wann hast du geheiratet? Ова реченица треба да биде од датив. Во датив. Vor einem, не, vor 10 Jahr. Јаре. И што ќе додадеме бидејќи е во датив? Jaren. Jaren. Vor 10 Jahren. Кристина. Wie lange dauert die mündliche Prüfung? Über plus акузатив. А Stunde е од женски род? Über eine Stunde. Бидејќи е во акузатив. Über eine Stunde. F. Марија. Ersten. Bis Ein und 31. Juli. Juli. Ja, danke. Und G. Christina. Ab wann studiert deine Freundin in Paris? Vom Vom 1.
Септембър. Ersten Септембър. Ja, danke. Со ова го завршуваме денешниот час. Секако на наредниот час ќе ги разгледаме и останатите вежби од работната тетрадка. Имајте убава вечер, добра ноќ, убав викенд, па се слушаме во понеделник. Hvala. Фала, благодарам, чао.